Измените на Законот за здравство во делот на овозможувањето, делот лекарствата на негативната листа да бидат рефундирани од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, поздравен од страна на организациите кои се занимаваат со проблемите на болните од хепатит А, Б и С. Поголем дел од своето време, како Хепарцентар Битола го насочивме во делот за достапност на новата терапија, која треба да дојде полека и кај нас. Јас се надевам дека Министерството за здравство ќе има слух овој пат, а веќе имаме одредени преговори и за новата терапија која што е застапена посебно за хепатит С, која е, да не кажам, реформатор во медикаментите за хепатит С, која има излечивост од 98%, што е, мислам дека нешто значително огромен пораз на медикамент во успешноста на самото третирање на болеста и лечење на самата болест. Рефундирањето на новата терапија за тешко болните на кои им треба трансплантација би била од големо значење, вели Мишковиќ. Јас се надевам дека за тоа ќе имаме многу брзо новости. Ние инсистираме на таа негативна листа која се промовираше и која треба да биде за краток временски период. Се надеваме дека и на современите лекарства ќе најдат некој начин или условен буџет за почеток барем дел од тие лекарства да бидат дел од програмата и протоколите на лечење во нашата земја. Бројот на заболени од хепатитис Б и С во земјава според Светската здравствена организација не е конкретен и се движи од 1,5 до 2,6%. И да имаме и најмалата процентуална сооднос на тие, нека биде и до 1% во Република Македонија, пак се представува еден голем број на заболени лица, бидејќи знаеме дека трансмисијата на овие заболувања знае да биде доста лесна во некои случаеви, посебно на хепатитот Б и на хепатитот С, така да 1% во Република Македонија на 2 милиони луѓе, значи негде околу 20.000 граѓани. На 4 февруари во земјава се формираше Пациентската алијанса, здружени организации кои се занимаваат со проблематиката на разни болести. Хепарцентарот од Битола е заменик председател, кои на 7 март планираат прием кај првата дама Маја Иванова со цел припомош на оваа алијанса која има за цел подобрување на животот на болните од ХИВ, ретки болести, карцином или оние со заболување на црниот дроб.